Почитувани гледачи, добра вечер и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Понеделник 17:10. Тука сме со вас и за вас, се со цел да ви информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието. Одамна не сум имала гости во Ваш термин, интернист. Денес ми е многу драго што имам еден доктор интернист овде за да проговориме малку за сите оние проблеми со срцето, а повеќе исто така ќе кажеме нешто во првиот дел и за пост-ковид проблемите, кај сите оние интернистички проблеми со кои што еден интернист се занимава кога станува збор за проблемите на пациентите. Веќе со мене во студиото е доктор Круме Наумовски, кој што е специјалист интернист и ни доаѓа од приватната здравствена ординација интернистичка Атик Кор, така мислам да не сгрешам. Многу ми е драго што еве за прв пат сте дел од Ваш термин и се надевам дека ќе имаме убава емисија и ќе доставиме корисни информации. Благодарам за поканата. Сакам да ми ја честитам новата година на сите ваши гледачи и се надевам дека ќе подобро ќе разберат во врска со нашиот разговор вечерва гледачите. Кога се договаравме што да говориме, сепак одлучивме малку и да проговориме околу сите оние проблеми кои што се јавуваа и во текот на додека има пациентите COVID-19, за сите оние компликации на срцето и на тироидеата и така натаму. Меѓутоа ќе кажеме и нешто околу оние срцеви проблеми со кои што најчесто пак вие се соочувате со вашите пациенти во вашата ординација. Ајде првин да поразговараме веќе петиот бране од ковид, големи бројки и денеска најчестите болести со кои што се среќаваме се оние секојдневни болести хронични кои што ги за сега да речеме општата популација, кардиоваскуларните болести знаеме дека се едни од првите по зачестеност, со 70 и некој процент, по зачестеност и највеќе се сретнуваме со пациенти со хипертензија, со аритми, со срцебиење, со различни видови на аритми, со болести на крвните садови на срцето, со метаболен синдром. Со метаболни синдроми, со хиперлипидемии, со зголемени масти, зголемен шекер и така секојдневни проблеми кои што треба да го контролираме за да имаме здраво срце, што се вели. Значи она што треба на време да го контролираме и со здравиот стил на живот да спречиме за да не лечиме. Така. Првин да проговориме за моменталната состојба, повторно имаме еден бран кој што прилично најнаш некако се зголемија бројките. Која би била од вас препораката само за оваа состојба во која се наоѓаме? Па вака, најпрво пред се треба луѓето да работат на својот имунитет. Значи коронава да кажам сите не затвори дома, да речеме помалку се движиме. Значи ние сме биомашини, биолошки суштества кои што не треба да се движат за да бидат да речеме здрави. И треба физичката активност да се зголеми на едно поголемо ниво. Луѓето што почесто да го користат слободното време кога е чист воздухот, да излегуваат во паркови, да се качуваат кои младите на водно, кој каде може за викенди да се излегува на чист воздух, да ги симнеме маските за да дишаме кислород и физичката активност као прво го зајакнува имунитетот. Прочам за сење. Од тој аспект, од тој аспект е првенствено битна. Плюс е битна за да спречи многу болести како што е хипертензијата, како една од главните срцеви, една од главните болести кои што предизвикуваат срцеви заболувања. Ајде сега да кажеме за сите оние проблеми кои што се дел од пост-ковид компликациите. Јас извадив една информација, ова е некој истражување кое што е во Америка. Вели вака, воспаление на срцевиот мускул и намалена срцева функција се двете главни проблеми кои што се јавуваат кај сите оние кои што прележале COVID-19. Дали и вие сте се сретнале со овие проблеми кај пациенти кои што побарале помош кај вас после COVID прележа? Точно така, значи кај средно тешко изразените форми на COVID, на прележан COVID и тешките форми на COVID, значи срцевиот мускул знае да биде, да кажам, заморен. За да ме разбере целокупната
популација, нели? И исто така ние имаме показатели кои што да се изразам сега медицински тропонини, кои што тоа представува ензим, нели, протеинска молекула која што кога се распадне срцевата клетка се зголемуваат. И имаме доказ дека срцевиот мускул страдал за време на ковидот. Како второ, после ова што го кажавте, исто така прави воспаление на срцевото кесе, срцевата обвивка на перикардот. И остава трајни последици, да речем лузни, кои што доживотно понатака прават, да речеме, стегање, симптоми, кои што не се опасни, но може да бидат многу непријатни за пациентите, така да перикардитот може и некогаш и да го стегне срцевиот мускул, тоа германците го викаат панцерхерц, нели, да го стега мускулот и да треба да оперативно хируршки се реши, но најчесто само периферно останува задебелен и дава симптоми. Така да тие две состојби се до сега докажани, кај 50% од западните држави е докажано дека ковидот прави миокардитис и перикардитис. Значи, обично кога доаѓаат пациентите кај вас со прележан ковид и на што се жалат? Еве можеме да разграничиме тоа би ги поделиле на две групи, оние кои што немале никакви срцеви проблеми, па после прележан ковид чувствуваат некои симптоми, и оние пак кои што имале некој проблем со срцето, па потоа доаѓаат кај вас и велат докторе, мене ми се случува ова, што обично кажуваат? Пред се жалат на замор. Значи, ја губат брзо кондицијата. Тие со потешка форма, нели, се жалат на замор. Имав баш еден случај, се жалеше исто така на когнитивни проблеми, нели, проблеми со мисловните токови, нели, пневмонија прележал, па, нели, тешко опоравување имаше тој, да кажеме, млад пациент, а тешка форма на корона имаше прележано и сега е во опоравување. Така да се жалат на замор, нели, на изгубена кондиција, на едно истоштеност, генерализирано кажано, истоштеност да кажеме. Така да тоа е, нели, првото и основно на кое што... И кога вие ќе направите диагностика, се воспоставува? Да, ние се воспоставува, ја гледаме, нели, колку е пумпната мокна срцето, ја мериме, нели, таа е жрчена фракција, мериме колку е јако срцето, колку е јако пумпа и гледаме, нели, дали оставило последици по срцевата функција, нели, ковидот, и со тоа, нели, знаеме, нели, колку и какви последици оставил ковидот по срцевиот мускул. Што потоа, што им препорачувате? Им давате некоја терапија? Потоа им зависи, нели, ако се лесна форма, полека, секојаш постепено треба да се вратат во некоја физичка форма во која што биле, да не се форсираат наеднаш. Така, да не се форсира, да не се брза, нели, постепено да се враќаат, да користат повеќе течности, да користат витамини, минерали, нели, соно да биде нокно време. Постепено да се враќаат, нели, во една општа здравствена физичка состојба. Така. А оние пак кои имале веќе некои проблеми со срцето и кои што еве имале редовна терапија, како што се велеше хронично болните, нели? И тие се едни и од оние кои што, нели, се ваши пациенти кои што имаат некои од срцевите проблеми, што тие кога ќе дојдат, што вие потоа им менувате терапија, нешто им во зависност од така се случува нешто полошо од претходната состојба? Мислите со прележан ковид? Да, со прележан ковид. Првин говориме да става за тоа. Видете, кај постарите даваме еден коензим 10. Кој што, например, кај помлади јас не го препорачувам, затоа што кога полого време го прима организмот, нашиот организам самиот го создава. И ако се навикне организмот од надвор да го земаме, престанува да го произведува. Кај постарите го даваме коензимот 10. Кога велиме постари, после колку години? Па да речеме, ете, после 60 на 59, 60 на години, да речеме. Сепак кај повозрастните, повозрастните, да речеме. Нели, да го пијат, да кажеме, доживотно, затоа што тоа подобрува перформансите на срцето, пумпната мок е, да речеме, како еден бустер, нели, добар, да кажам, нели. И друго препорачувам исто пешачење, физичка активност, препорачуваме, нели, внимавање на јадење на натриум, на сол, нели,
Сите оние работи кои што претходно ги правеле да ги прават, нели со тоа што нели малце тука доаѓа и тоа нели ценкање, сите сакаат да каснат за празници малце нели посолено, помасно да кажам нели и така. Соработуваме, да, оние кои што се редовни, оние кои што се редовни имаат квалитетен живот, може да се пофалам дека да речеме наша ординација си имате пациенти кои што така, имаме ред, со години, така да речем стални пациенти кои што се задоволни, доаѓаат редовни и имаме многу да речеме над 80-90 години пациенти кои што се во релативно добра кондиција и се задоволни, така да кажам, нели, од сето она што го имате вие како соработка со нив во однос на нивното здравје. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, од режија може да ги пуштате телефоните, значи говориме за срцеви проблеми со доктор Крумен Наумовски, специјалист интернист кој што ни доаѓа од приватната ординација која што се наоѓа некаде во центарот на градот Атик Кор. Говоревме за срцето. Значи сите оние кои што еве и сега ќе прележат ковид, па потоа ќе почувствуваат нешто за кое што вие говоревте, значи замор и така натаму, секако дека треба да побараат соодветна стручна помош од интернист или од кардиолог, па да знаат како понатаму нели да се однесуваат за да некако се вратат во нормала. Што се случува со оние кои што имале проблеми со тироида? Исто и таа е многу важна жлезда во нашиот организам. Јас имав искуство кај неколку пациенти млади кои што имале генетика за намалена функција на штитната тироидната жлезда, но ковидот предизвикал буквално автоимуна реакција, самиот организам да се сврти нели против против самиот себе, што и всушност го прави короната, нели? Инаку не би ги изгубиле органите за толку кратко време, така да бев чудо невидено тоа што го видов, буквално беа жлездите ги немаше кај млади, здрави, нели, да, ми напоменавте пред емисија, релативно навистина многу млади. Да, многу млади пациенти кои што сега доживотно нели треба да го земаат тој тироксин, бидејќи жлездата не може да го произведува, треба доживотно да го земаат како нели терапија. Нешто за да може нормално да функционира. Така, за да може нормално да функционира метаболизмот. Значи дали тоа се случува и со прилежаност на лесна форма на ковид или само со некоја потешка форма? Јас овие конкретно моите пациенти кои што ги сретнав со оваа состојба има сосема лесна форма, што беше атипично, нели, ќе кажете лесна форма, немале бронхопневмонија, немале, да речам, други компликации, а жлездата тотално уништена, да кажам. Значи нема правило, сакам да кажам, нема правило. Во сето ова лудило што не снајде веќе 2 години уште малце практично кај нас, кај да ќе бидат, никако да се разрешат дилемите околу овие проблеми кои што настануваат и во текот на кога еден човек нели се соочува со инфекција на COVID-19, а и нели оние пост-ковид периоди кои што навистина многумина за жал веќе и тешко некако ги поднесуваат и тешко се враќаат во нормала. Би сакала да поразговараме за еден момент кој што многу беше важен периодов, дури имаше и протести во однос на нели на оние препораки кои што ни се дадени да се носат маски. Ајде, некако ние сме повозрасни, меѓутоа за децата. Еве има вака, јас лично има од родителите иницијатива веќе навистина да не носат маски поради тоа што нели ние кога седиме во кафеана сите не носиме маски, зашто тогаш децата би носеле. Буквално така. Значи тоа е иронија некоја. Кога видите дали е штетно? Тоа е премногу штетно. Значи маската секој треба во секој момент кога нели не треба да ја носи да ја отфрли, нели затоа што буквално CO2 што треба да се изфрли ние го шуваме. Така да јас би забранил во школите да се носат маски затоа што децата во развој во 8 часа да носат маска е премногу штетно. И плюс тоа една маска. По цена и да прилежат корона,
нели ќе стекнат имунитет, нели на крајот ќе мора да се прелечи короната, нели. Да, како што работите, така и во светот, нели, и се случува. Децата имаат јак имунитет, имаат тој хуморален природен имунитет, така да лесно ќе ја поминат и сега има. До сега беше и така случај. Да, до сега беше и така, сега има секогаш има компликации, има некои кои што се имунокомпрометирани, нели гледаме во болницата во Козле дека е преоптеретена, има и други нели хронични болести, астми, нели компликации кои што се јавуваат плюс короната, така да инаку јас сум лично против за децата во школите да носат маска. Би можела да се најде некоја друга стратегија, да речеме селекција, да речеме на врата, ако е некој дете на стината, па да се го вратат, нели, или некоја да се смисли стратегија, да речеме, или онлайн подобро да учат до пролет, нели да помине се овој кризен период, затоа што буквално развојот на мозокот и на телото се блокира. 8 часа вие да носите маска, имало случаи, јас колку што разбрав и деца во не се спаѓале, ама тоа никој не го кажува, така да јас сум против децата да носат маски. Вие сте претпоставам родител, имате дете кое што оди на училиште? Да, баш имам дете кое што оди во прво оделение, 6 годишно синче, и баш сум против тоа да носи маска, нели? Значи ворите луѓето што бараат од Комисијата за заразни болести веќе да ги за децата да ги укине маските. Моето мислење е да се укинат маските за децата. Тоа е лично мое мислење. Може некој ќе негодува и нема да му се свига овој мој коментар, но сепак јас имам мое мислење, мое право е да кажам моето мислење дека децата апсолутно не треба да носат маски. Да се надеваме, еве, утре веќе во 9 часот се планира седница на Комисијата за заразни болести, меѓутоа колку што можев да слушнам од информативните емисии дека не се планираат некои многу строги рестрикции, освен нешто околу оние денови, нели, за изолација или за останување дома на оние кои што или се асимптоматски или се со благи симптоми, па малку да се скратат деновите, нели, за изолирање. Околу поаѓањето на децата препорачуваат некои епидемиолози да се стартува онлайн, додека не се смири, нели, овој бран, па ќе видиме како ќе одат работите и што ќе одлучат. А ние сега да продолжиме во контекст на она што секојдневно го работите, значи за најчестите срцеви проблеми. Тука еве би ги поканила и нашите гледачи доколку имаат некое прашање во однос на некои проблеми од нели со срцето, и па може да биде, нели, и од друга интернистичка некоја природа која што, нели, ја офаќаат интернистите, може да се јавите да ни искомуницирате на нашите телефони. Доктор Круме Наумовски денеска е тука, нели, наш соговорник и да одговори на некои ваши прашања. Доктор Круме, кои се најчестите проблеми со срцето? Па, најчестите проблеми кај нашата популација се хипертензијата, притисокот. Добра. Да речеме и да кажем, ние како народ јадеме многу солено. Да кажеме, јадеме сирење, кашкавали, јадеме туршија, се што задржува вода во телото. Се што задржува баш така вода во телото, и во оние критични периоди, пролете, есен, кога се менува времето, треба малце поригорозна диета на тема на натриум. Друго исто така има доста голем број на луѓе с големо ниво на масти, како што е побрз животот, нели, се помалку се јаде готвено, се повеќе се јаде брза храна, нели, повеќе тестенини се внесуваат, нели, стилот на живот налага, нели, да немаме време да готвиме и се јаде, нели, брза храна, така да кажам. Или нездрава храна и нели тоа влие на липидниот статус на организмот и треба да се решава, нели, некогаш се решава со физичка активност, со диета, но некогаш има кај хиперлипидемиите потреба од лекови, од тие статини кои што ги викаме лекови за масти, и треба да се дадат апсолутно лекови за мастите, за да се регулира тој статус, нели? Ајде пака првин да почнеме со високиот притисок. Кога нели ќе кажеме од се по нешто, нели, како за прва емисија, да ги информираме нашите гледачи,
за да нели секој се пронајде во она што ќе го проговориме. Кога вие констатирате дека еден ваш пациент има висок притисок? Знам дека треба да постои некој период во кој што стварно треба да имате покачен притисок. Вака, горната граница во која што притисокот остава последици е 140 со 90. 145 да кажеме со 90. Тоа е дозволено да биде толку или веќе до таа граница се смета Светската здравствена организација смета дека притисокот не остава последици по организмот. Сето над тоа, нели, треба веќе да се регулира. Нели, дали со физичка активност, дали со диета, дали со тераписки со медикаментозна терапија, значи сето на тоа, нели, треба да се регулира. Сега има луѓе кои што имале низок притисок, па потоа висок. Па имаат генетика, па да речеме на нив 140-90, како на овие што имале 120-80 нормален, кога да има 200 со 100, ме разбирате. Така да и тука треба да се внимават, нели, тие што имале цел живот низок. Дека си го чувствуваат проблемот кога ќе се појави. 50% од луѓето го чувствуваат, за жал. Тие подобро поминуваат. Кои што чувствуваат дека имаат висок притисок. Ќе ги заболи глава, ќе дојдат на доктор, ќе почнат со терапија навремено, ќе се открие проблемот и ќе доаѓаат редовно на контроли и ќе имаат квалитетен живот. Овие што не го чувствуваат, доаѓаат малце да кажеме касно. Нели, она ќе кажат здрав, прав, беше црвен, беше јак како бик и одеднаш падна, нели, го удри, нели, срце в удав, не дај Боже. Имало многу такви случаи, да кажеме, така да нели треба да се мери, да се провери, нели. Поготово некои имаат генетика во фамилијата, нели. Ако има некој татко со мајка, иако е млад, иако се чувствува добро, нека го измери од време на време, нека си провери колку му е срцевиот притисок, чисто како превенција. Да, но меѓутоа се случува например понекогаш на некој од нас да ни се покаче малку притисокот, например, па потоа да се за кратко време се симне. Тогаш во такви ситуации тоа е нормално, притисокот е варијабла, нели? Меѓутоа сакам да кажам кога вие констатирате дека еден пациент страда од висок притисок, дали треба континуирано секој ден да му биде покачен во текот на една недела практично да мери и да види ако секој ден му е покачен притисокот повеќе од нормалната? Во текот на неколку дена, ако почне да варира, нели, некои денови да се качува, некои денови да е нормален, треба, нели, некогаш даваме по потреба терапија. Значи има варијанта, има пациенти кои што взимаат само по потреба, нели? Значи има пациенти кои што взимаат редовно секојдневна терапија, има и оние кои што взимаат по потреба, нели? Само кога им се качи во некои денови, така да речеме метеопати и други некои од X причини така, или се преале натриум солено. Така да, па се покачил, треба да се внимава. Во секој случај и оние што имаат и оние што немаат, ништо не ги чини да проверат, нели? Или да направат една рутинска контрола, ние малце немаме култура, доаѓаме касно кога не заболи, одиме на доктор и веќе е некојаш касно, редовна една контрола, да речеме, достапна. Ја мислам и цените приватно се и кај другите доктори, не вика нас, дека може секој да си приушти еднаш годишно да дојде на една контрола, да направи едно ехо на срце. Што практично вие гледате со ехото? Јас практично ги гледам функцијата на срцето. Јас доаѓам кај вас, велам докторе да ми проверите како ми работи срцето. И што ми видите? Јас го гледам вашето срце, внатрешните структури. Гледам како е градено. Гледам како функционираат неговите вентили. Колку е неговата снага, колку е неговата пумпна моќ, гледам дали имал вродени или стекнати срцеви мани. Нели, ја гледам општата состојба на срцевиот мускул, ја гледам кондицираноста, гледам нели дали сте во кондиција, дали не сте во кондиција, мериме нели, имаме доста мерења кои што ги правиме и сега тоа е голем, поширока тема. Ако гледаме, буквално. Преку еден преглед на ехо, што се може да се открие? Може ли некој друг здравствен проблем да се открие кај еден пациент? Нормално, преку комплетен интернистички преглед се може да се открие. Мислам, односно, да кажам се,
што се однесува на цврстите ткива. Така. Од каротиди, да кажеме тиридна жлезда, срце, хепар, тоест црниот дроб, жолчното кесе, бубрезите. Се што се наоѓа во абдоменот и козатите. Не, во абдоменот цревата си се посебна тема, затоа што говорам за желудникот, за жолчното кесе, за црниот дроб. Не, зборуваме за црниот дроб, слезенката, бубрезите, простата кај мажи, нели, утерусот кај жени се гледа, мочниот меур се гледа, да речеме, значи цврстите ткиви органи, цревата, невролошкиот систем си се посебни прегледи, нели, компјутерска томографија, нели, магнетна резонанција и така натака. Нели, колоноскопија, гастроскопија, си има додатни испитувања. Во секој случај, кога еден пациент ќе дојде кај вас со сето она што ќе го направите како преглед на ехо, можете да утврдите во каква здравствена состојба. Вака, јас барам секогаш барам една крвна слика да донесе пациентот, за да ја проценам генералната здравствена состојба на пациентот. Да видиме, нели, целовкупното здравје, нели, со крвната слика. Ме разбирате, и јас потоа ги следам. Значи, буквално ги знам параметрите, знам кој како, нели, се движи, кој што треба да направи. Нели, се водат и тие што се редовни имаат многу убав стил на живот, да кажеме. Сега да ги поврземе работите околу притисокот и метаболниот синдром, а метаболен синдром за оние кои што не следат, значи покачени масти, шеќер, триглицериди, лошиот холестерол, така, значи кога веќе сите тие три параметри ќе бидат покачени, тогаш веќе станува збор за хиперлипидемија. За ризик и за висок притисок и за ризик од заболување на некоја крвните садови, на атеросклероза, така, заболување на крвните садови, нели, тоа се комбинирани, нели, притисок со покачени масти, нели, холестеролот се таложи на внатрешниот слој на крвните садови, на таа интима така наречена, и слој врз слој и таа прогресивна болест. Ќе дојде време да се запуши може да, не треба се чека, затоа и правиме стрес тест, нели, до некоја возраст, да кажеме до 50 и некоја година, правиме во нашата ординација кај постарите пациенти, нели, тие што се поризични, треба да направат коронарен тест во клиничка установа, во колку би имало потреба да се интервенира, да се отвори некој крвен сад, да се стави стен, за да може веднаш да се интервенира, ме разбирате? Да. Инаку кај млади со кои што се знае, кои што се очекуваме да биде негативен, тоест позитивен во медицината, негативно кај стресот да е позитивно, обратно, нели, да, така, нели, правиме во нашата ординација, нели, стресте, за да тоа што не може да се види на ехо, го видиме на оптеретување под напор, нели, тоа е ЕКГ под напор, да го наречам така. Кога веќе ќе утврдите дека кај еден ваш пациент на крвната слика се покачени оние параметри за кои што говоревме, дали на сите им одредувате да пијат терапија, која што кажавте, мислам дека спомнавте статини? Не им одредувам буквално на сите, затоа што има некои со малку покачен холестерол. А тие што имаат повеќе, значи веднаш пристапувате со таблетарна терапија? Вие прво треба да се проверат неколку параметри. Например, основната крвна слика опфаќа само преглед на холестерол и на триглицериди. Значи не ги проверува лошиот холестерол и добриот холестерол. Тие што ги викаме добар и лош. Затоа што добриот холестерол, да кажам, ги чисти овие другиве лошиот холестерол и триглицеридите, ги бутка низ крвните садови и е многу битен. А тој, затоа цело време споменуваме ние што сме интернисти, кардиолози, нели, да физичката активност го зголемува нивото на тој добар холестерол и затоа е многу битен, затоа што ги чисти овие другиве лоши, да кажам, фракции на мастите. Мастите и лошиот холестерол. Така. Значи, многу е важно да ги држиме овие параметри на некое нормално ниво, да не се нели над граница и да се малку, меѓутоа да не се во некоја преголема, нели, како да кажам, некоја граница за која што, како што кажав, ќе бидат потребни лекови. Ме интересира каква е состојбата кај нас во однос на возраста. Знаеме дека кај возрастните еве со текот на времето, нели, ослабуваат и крвните садови,
и некако секојдневието, животот, стресот, храната, загаденоста и така натаму, сите оние или ризик фактори со кои што се соочуваме, си придонесуваат за тоа што во некако во подоцнежните години кај повозрасните се појавуваат овие проблеми и ајде да речеме дека се нормални. Меѓутоа, што е со младите? Дали се среќавате, бидејќи некако кога говориме за сите проблеми со вашите колеги овде во емисија, некако сите кажуваат границата се поместува, се повеќе млади пациенти, инфаркти, мозочени, срцев и за сите проблеми. Тоа е тој стресен живот кој што го имаме. Дали е стресот број еден ризик фактор? Намаленото спортување, порно се спортувало, се движеле повеќе луѓето. Сега, нели, капитализмот, да наречеме, нели, индустриализацијата наметнува едно темпо брзо, нели, работи, па дојди си дома, најади си, легни си, нели, ни наметнува еден брз, стресен живот, што не е здрав. Баш така, значи немаме време за да кажам за себе. Секојаш се наоѓа, тоа е изговор, нели, ако правилно го пресметаме, нели, за тоа германците, јапонците се најздрави, да кажеме, нации, затоа што си, нели... Точно знаат кога што и треба. Да, и водат евиденција, тоа е нивната предност. Водат евиденција и се движат многу. И затоа се најдолговечни по, нели, статистика и највитални, да кажем. Така да, нели, треба да се живее со некој стил, да кажам, да се најде време за себе, се прави умерено. Да се прави умерено, така, и да се наоѓа време за себе, да речеме саат време во денот за себе да одвои човек барем 4-5 пати неделно, тоа никој не може да каже дека не може да одвои, да. Треба само да знаеме да си го распоредиме времето како што кажавте. Кои се најмлади вака пациенти кои што имаат проблеми некои со срцето? Имам многу млади пациенти кои што имаат тахикардија, ритми. Од што се случува? Тоа ми беше па се случуваат, може да е преку броен нерв во срцето кој што прави, нели, таа риентри тахикардија, се малце се изразува медицински, не знам дали ќе ме разбере општата популација, но имам млади луѓе кои што имаат прескоци на нервна база, на сите ни се случува понекогаш. Емотивно расстройство, се скарал со домашните, нели, ме разбирате, разни причини тоа се случува впрочем од стрес, кога веќе така некако така некој стрес, некојаш на пример некој не е граден, има висока диафрагма, да речеме, притиска нагоре, да речеме, па се здебел, а нема да речеме толеранција организмот за да биде да ја носи таа килажа, па притиска механички на срцето и предизвикува, нели, срцето да искочи од нормален ритам. Така да, нели, има различни причини кои што доведуваат до и кај млади, нели, да доведат до аритми. А тахикардиите, тоа се ми се чини две различни работи? Па тахикардиите, да, има различни видови Кога тахикардии. отчукувањата на срцето се побрзи, да, тоа е побрз на оние нормални од 60 до 80 ми се чини беше така. Да, тахикардија нели има блага, лесна, околу 100-110. Што е причината за тие тахикардии обично? Па ви кажав, може да е нели оние кои што ги споменавте претходно. Огромен стрес, може да е огромно лачење на адреналин, може да е пад на шеќерот, па организмот лачи од надбрежната жлезда адреналин да го подигне организмот. Различни причини може да доведат до, нели, тахикардија. Кај некојаш кај трудници се случува. Од диафрагмата ова што го зборувавме, нели, механички притиснато е срцето и почнува, нели, да чука од тој притисок механички да предизвикува, нели, забрзан ритам. И така, значи најразлични причини може да доведат до тахикардија. Се случило да дојде некој пациенти да ви се пожали на ваков проблем на тахикардија? Како не, многу често, па веднаш некојаш даваме по потреба. Веднаш правите ехо кога станува за диагностика? Нормално да се види што е причината, нели? Нели, прво може една обична анемија, слабокрвност да направи тахикардија. Така, да споменеме и анемијата, да споменеме и тироидната жлезда предизвикува. Да, тироидната жлезда исто, значи многу фактори може да предизвикаат тахикардија или брадикардија, намалена хипотироидизмот или намалената функција на тироидната жлезда прави пообратно, на успорен пулс, успорен метаболизам, се успорува целото тело, нели се намалува функцијата и така. Во секој случај, што и да се забележат нашите гледачи во однос на работата на срцето, треба да се посоветуваат со паметно би било, со соодветен доктор, нели, за да знаат за што се работи, за да
нели не се случи некој превид, па да потоа не им се случи некоја компликација. Нешто за кое што често пати сум говорела во однос на еден проблем со срцето, кој што, за жал, во последно време некако многу е чест, тоа е слабост на срцето. Каде што веќе срцето... Така, за дојде до срцева слабост, так, значи треба или треба вака, или да има долгогодишна хипертензија, или да има вродена срцева мана, или да има стекната срцева мана, да речеме на аортата, или да има нели различни причини, да има тие дефекти на преградите во самото срце, па да се оптеретува или левата или десната комора. Различни причини доведуваат до таа дилатативна кардиомиопатија, се вика медицински, односно проширено срце. Така да треба, нели, никој не се, ретко кој се раѓа со проширено срце, значи треба причини и време за да дојде до таа состојба. Тоа би значило практично намалена функција на срцето? Да, апсолутно намалена функција на срцето, затоа што нели срцето се проширува како што се намалува функцијата на белите дробови. Го викаат корбовинум на латински, тоа значи воловско срце, нели огромно се проширува, нели тоа е крајната фаза на болеста на, нели, кога се запушат артериите на срцето и кога срцето изумира мускулот и се проширува, тоа е последната фаза во која што пациентите нели чекаат за трансплантација на значи ми гостувале тука во студио во неколку наврати пациенти кои што навистина живеат под апарати. И впрочем кога сум разговарала со нив, еден од нив кажа дека тоа му се случило, тој не бил ни свесен, прележал некој вирус. Да, истото може да е. Можно ли од обичен грип да се случи? Па, од обичен грип не би требало. Не би требало од обичен грип, али од нешто појако, да речеме, од некоја афричка треска или денга или некои такви сериозни... Некои поспецифични инфективни заболувања. Да. Од некој може токсичен миокардит, значи токсично воспаление на срцевиот мускул или да настане кардиомиопатија. Не е дилатативна, ова што викаме проширено срце, но воспаление на мускулот, нели, од разни X причини, нели. Затоа ги прашуваме секогаш пациентите што работите, дали сте изложени на гасови, дали сте, нели, инхалирате, дали работите со бои, со отровни материи, дали носите маска, зашто не така. Доктор Крумеја, негде тука сме на крајот, би сакала вака како за крај да ми кажете како ние треба правилно да се грижиме, еве конкретно да говориме за срцето, иако напоминувам цело време дека нели вие интернистите се грижите за многу повеќе наши органи во телото. Како би требало правилно да се грижиме за нашето срце во секојдневниот живот, за нели да не дојде до некое заболување и кога веќе некој симптом што ќе ни се појави, треба да ни посочи дека треба да ви се обратиме. Вака, прво кај младите советувам уште од млади години се почне со спорт. Така. Значи таа навика се почнува уште од најмлади години. Значи да се спортува, значи тоа е нели еликсир да кажам. Сите кои што спортувале во младост имаат да кажам резерви, да кажеме ги наполниле батериите за староста, затоа што имаат пошироки садови, поголемо тоа васкуларно корито го викаме ние, нели имаат здрави навики, нели не пушат понатака во животот, нели не пијат, да кажеме, нели значи уште мали години да се почне со спорт. Кај постарите пациенти, кај оние што се болни, нели препорачуваме пешачење, движење, физичка активност. Ајде да слушнеме, имаме како за крај гледач, некако да го заокружиме ова издание, па ќе го дополниме. Повелете, добро вечер. Ајде, добро вечер. Дали се слушаме? Вие сте најотворена телевизија. Ме интересува пака, пошто докторот вика дека загаденоста е поврзана, да речеме, во однос на тоа дека дали со бои работи се тие работи. Така. Дали ова прскањето што од вас што прскаат за комарци сред зима, како против заградување, против доложни животни како луѓето, има влијание врз здравјето на луѓето. Дали ковидот е поврзан со ова прскањето за комарци со двеност? Така, са малку специфично. Ние не знаеме са дали ќе можеме да ви одговориме на ова прашање. Видете, знаете што? Јас не знам со што прскаат, дали може не лажат, може со вода прскаат, па да кажат дека прскаат за комарци, така да не знаеме кој
нели прска, како прска, кога прска, не сме известени, така да јас ја немам таа информација дали и со што не прскаат. Ако зборувате за во нашата држава, а овие ако мислите на авиониве што прелетуваат за тие chemtrails, што ставаат траги, тоа е веќе друга тема. Така да таа тема, оти бевме најзагадени во светот. Видете, тоа што сме Скопје најзагаден. Тоа што сме загадени се однесува на Загадени е најзагадени. Треба една цела емисија да отвориме за загаденоста, нели како се гради низ градот, како се сечат зелените површини, Да, не е само значи како се намалуваат парковите и зелената, значи на Море урбанизацијата на водно и така. Тоа се големи теми кои што бараат така по-големи одговори, да кажеме. Така да Добро, во секој случај ви благодариме ете што се приклучивте, што поставивте некое прашање, не е нешто за кое што говориме во случајов за срцеви заболувања и не можеме ние да знаеме со сигурност што прскаат и како прскаат и дали е тоа поврзано со пандемијата на ковид и така натаму, сепак тоа го оставаме на некои лица кои што се стручни во таа област да направат некои истражувања, па и да ни информираат сите да знаеме. Само да се доискажеме околу она како треба се грижиме правилно за нашето срце покрај физичката активност, значи треба се храниме здраво, предпоставувам. Така, да, се јаде барем еднаш дневно риба, поготово плавата риба, сардината. Морската, така. Да, сардината, речеме, и осличот е многу здрав. Така, да речеме, единствена риба која што се дава кај гастритис е ослич. Така да не значи ако е ефтина дека не е здрава. Дека не е здрава. Да, скушата е исто достапна на секоја прездрава риба, затоа што ги содржи тие омега 3, омега 9 масни киселини. А лососот помрсен? Лососот исто лососот, ама се видите тој лосос е сега фармиран. Веќе див лосос ретко да се затоа што одамна го фармираат на океан, нели? Во кафези на океан, па им фрлаат пелети, тоа е како пастрмка од, нели, од рибник, да века. Така да не знам дали е тоа див лосос. Така, во секој случај. Да, во секој случај плава риба, повеќе риба, да, во секој случај, нели, барем еднаш дневно овоше зеленчук, барем еднаш дневно риба, помалце црвено месо, нели, помалце аглени хидрати, нели, да не сеат тестенини, помалце лебво, да речеме во еден оброк, помалце тесто, нели, и за доручек, и за ручек, и за вечера, нели, елените хидрати се тие што на крај ни го зимаат данокот. Предпоставам дека веќе и сите знаат што е здрава и што е нездрава храна, само да се прдржуваат кон правилата. Направи на таа тема, така да сега барем сме информирани сме околу така. И кои симптоми, ако ги забележат, веќе да се јават на лекар, да ни чекаат веднаш кога станат зборове за срцето конкретно? Па болка во напор. Ако осетат, нели, прикачување на скали, болка во градите, се извинувам, микрофонов го изгледа. Нема проблем. Значи, ако осетат болка во градите, нели, ако осетат замор, ако се осетат малаксани, ако имаат покачен крвен притисок, и да немаат никакви симптоми, може да дојдат на рутинска контрола, така. Нели, да се види општото здравје. Како што кажавме, да видиме дали е се многу пати случајни наоди на некои состојби кои што се, нели, нормално се лекуваат, така да и здравите треба да додат, нели, да, не е само да се почувствува. Ние имаме и пациенти, пациенти со, нели, со тој термин ги кажав, нели, спортисти, доаѓаат редовно спортисти кај да си го проверат, нели, здравието, нели. Во секој случај за оние кои што ќе почувствуваат некој симптом да се обратат веднаш, а за оние кои што, нели, не чувствуваат ништо, сепак добро е да си проверат, нели, како им работи своето срце, за да знаат дали е себе ресони. Ви благодарам многу за денес, ми беше драго што ми бевте гостин и се надевам дека еве започнуваме една соработка, па ќе се договориме повторно да гостувате, еве можеби по-конкретно да проговориме за тироидната жлезда, бидејќи таа е една комплексна жлезда која што е поврзана со целиот наш метаболизам и многу наши функции. Благодарам многу за денес. Фала и на вас. Благодарам тоест и на вас. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам јас за денес. Ви благодарам за вниманието. Ви посакувам пријатен остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.